Врз основа на деловникот за работа во собрание се плаќа врз основа на километар поминат. Главниот проблем е што нема јавен превоз со кој што пратениците би можеле да се вратат во некое нормално време во своите домови. Сега пратениците се задолжени со својата платежна картичка да на патарина поминат, да земат фискална сметка и слип на кој што пишува име и презиме на пратеникот кој што ја платил патарината. И врз основа на тоа се пресметува, се злоупотребуваат патните трошкови од аспект на доаѓање на комисии во кој што не се учествува. Другото, се што се прави е многу ригорозно и многу контролирано. Кај нас многу негативна влијание имаше со активната блокада, се продолжила работата на една седница 5 дена, ако рачунаме дека дневно собранието троши по 20-30 евра. Активна блокада мислите на активната блокада на ВМРО? Да, која што самите ја прават. 5 дена 150 евра. Јасно ми е дека секој трошок претежно на пратениците создава негативни рефлексии во јавноста. Не, создава и на функционери, не само на пратениците, на било кој функционер на приватни владата. коли, ние сме си со лични коли. Другите имаат и службени. Да. Една мала дигресија, бев на една телевизија и зборува за патни трошкови. Пред тоа им викам, плаќате до тука патни и вака ми гледа, викам се зеза. Да. Врз основа на деловникот за работа, врз основа на правилата во собрание се плаќа врз основа на километар поминат. Главниот проблем е што нема јавен превоз со кој што пратениците, затоа што немаат службени возила, немаат службени шофери, немаат тие поволности кои што ги имаат во влада, не знам, други функционери, доаѓаат со своите возила. Идеално би било кога би имале организиран јавен превоз со кој што пратениците би можеле, деќња завршивме во 1, денеска завршивме во 7, би можеле да се вратат во некое нормално време во своите домови. Не е проблем за Велес, Куманово, Повлицкови градови и да се оди со воз или со автобус, доколку има во овие услови, меѓутоа има делови од Македонија каде што навистина нема јавен превоз. Мислите меѓуградски? Меѓуградски превоз нема и тука ќе бидат во предност секогаш пратениците кои што се од Скопје, затоа што не треба да патуваат 100, 200, 300 километри во еден или во два правци. По мене, сега не може да има злоупотреба голема, затоа што секогаш може да има злоупотреба, меѓутоа не би требало. Да. Затоа што пратениците се задолжени со својата платежна картичка да на патарина поминат, да земат фискална сметка и слип на кој што го овдека пишува име и презиме на пратеникот кој што ја платил патарината. И врз основа на тоа се пресметува дека поминал на патарините са бајле во 9, се вратил поручекта во 18 часот и се гледа дека практично навистина го користил своето возило. Проблем е доколку се злоупотребуваат патните трошкови од аспект на доаѓање на комисии во кои што не се учествува. Како би можело тоа да се направи? Може секој пратеник на било која комисија да дојде. Значи он пријавува денеска учество на некоја комисија. Да. И користи патни трошоци тој ден, доаѓа во Скопје, меѓутоа не се појавува на комисијата после. Или ќе се појави, ќе се потпише? Ќе се потпише, после може треба да седи цел. Не. Тоа би можело да биде злоупотреба. Другото, се што се прави е многу ригорозно и многу контролирано. Порано немало потреба од вакви слипови, сега се задолжителни. По слипови подразбирате фискални сметки со име и презиме. Со слипчето е ова што испаѓа од она плюс дополнително. Дополнително. Фискална и плюс слипот. И плюс е слип. Заради тоа ние со име и презиме на картичката. Не би требало да има злоупотреба. Кај нас многу негативна влијание имаше блокирањето на активна блокада на парламентот, кога без потреба се закажуваа седници, односно се одолговлекуваат седниците со активната блокада. Ако рачунаме дека дневно собранието троши по 20-30 евра за патни трошкови, за целиот тој персонал кој што се плаќа. Колку троши на ден? 20-30 евра. 20 до 30.000 евра за еден ден функционирање троши собрање. Ако рачунате дека ми пукна гласот од неверување. Активна блокада се продолжила работата на една седница 5 дена, наместо да заврши во понеделник. Активна блокада мислите на активната блокада на ВМРО? Да, која што самите ја прават. Мене ми е нејасна таа
5 дена 150.000 евра за собрание. Па 100. Ама по седница. Вкупно за 5 дена. Вкупно за 5 дена. Да, таа една седница. Да, таа една седница Например- 143-та, пример. Например, имаше тогаш кога објавија, се изгласуваме не 30 точки и треба да се гласа дневниот ред. И се явуваат 40 пратеници. Првата да биде 6-та, шестата да биде 8. Тоа нема врска. Значи треба да се стави на дневен ред и одат на комисија. И како ќе се заврши на комисија, така иде на гласање. Значи дали е прва или последна, може последната прва да заврши, затоа што ако И они комисијата као глумат активна блокада со Да, тоа што активно само тераат дебата, Да. везат у празно, шлајфуваат, така. за да, нели, они Со као договор. активна блокада Е. прават ден за ден, И ден за ден и затоа- трошат 150.000 евра за чала. Затоа ние реагиравме дека тоа се плаќа од џебот на граѓаните. И тоа не е во ред. Меѓутоа, сите други аспекти на трошење на патарините, мислам дека се оправдани затоа што пратениците мора да се отидат Пратеник, знаете што не ми е јасно? Вие имате 250.000 денари патен трошок од Велес. Значи вие сте член на колку комисии сте член? на 5. На 5 комисии сте члени. Вие задолжително мора да бидете на тие комисии како член, така? Ако не бидам, јас мора заменик. Заменик од Да. Треба да бидете или вие или Да, заменик. да. Не сте некој кој што доаѓа чисто онака на комисијата. Не е колоквијално да речем. Прашањето ми е како вие со 250.000 денари Велес Скопје од прилика 5 100 и нешто километри, 110. 110 километра од прилика напред назад. Мене ми е прашањето како вие сте потрошили 250.000 денари, Дафи на Стојанска потрошила 474.000 денари. Скопје Гостивар е 70 км еден правец. 140. Значи она во суштина трошела по 30 км плюс. Така. Ама од 250.000 до 470.000 е скоро дупло разликата. Сега заменик координатор што е тама на пратеничката група, ако идела почесто, тоа е единствено логично образложение, друго не знам. Добро, немате ли вие вака некоја иницијатива како пратеници? Еве да речеме некои пратеници кои што имаат идеја, еве кажавте организиран превоз или не знам некаков начин, некаков тип на карти за бесплатен превоз или Нема, значи еве ако заврши седницата во еден, нема со што да си одиш. Например, ние од да, Велес малку немаме право. организиран превоз. Како ќе биде организиран? Па не знам ќе го ангажирате јас по Скопје со два автобуса Ние патнички идаме да Од Велес Или едно комбе. Ние од Велес немаме право на стан за сместување. Мислам дека над 80 километри. Иначе од другите градови подалечите некои од колегите живеат тука и одат еднаш неделно, се враќаат и одат и тоа им е признато само еднаш неделно да отидат дома и да седат како Не, студенти. имате вие колеги бевме. пратеници кои што имаат и станови во Скопје и земаат плюс станарина. И тоа не е во ред. Значи ако има Еве, јас. конкретно И плюс имаат патни трошоци или станарина? Станарината патни трошоци станарина имаат стан во Скопје. Добре. Например, еден таков е например Стојан Милано, тој е од социјалистичка партија. Еве го пред мене ми се отворени потоци. тоа не е во ред. И Значи 400 евра зима станарина, Добро. патни трошкови зима, а има стан во Скопје, во кој што седи, во кој што живее. Неофицијално живее, не е пријавен, живее со синот. видете, реков, злоупотреби секој да може да има. Мислам дека како луѓе кои што ги представуваме граѓаните, треба во најмала рака да бидеме одговорни пред самите себе си. Ако јас не бидам одговорен како пратеник, не треба да очекувам и моите гласачи или пријатели да бидат исто така одговорни. Во секој институција исто. Значи, дали се работи за итна медицинска помош, дали се работи за било која друга здравствена или нездравствена институција, парите кои што се трошат се пари на граѓаните и доколку се злоупотребуваат, тогаш се земат од џебот на граѓаните. Меѓутоа, не сметам дека пратениците со тоа што користат сопствен превоз, ја злоупотребуваат својата функција, затоа што реков, едноставно мора некако да стои дома. Јас ова една кола фрлив, затоа што 3 години веќе беше позастарена и морав да ја сменам. Значи, тоа е Тоа не ви плати за тоа. километар, па нормално. Тоа километража се набива, на секој 10.000 се менјава нели, улје, па делови. И сум рекол што на почетокот, еве јавно ме прозива, не знам која партија беше, Левица мислам, колку пари платни сум земал, викам јавно и тоа ден денеска стоам на тоа. И јас сите топтан, значи патни трошкови ќе ги дадам на било кој, не ќе ме даде колата да си ја возам ја. Меѓутоа ќе менја улје, делови, гумајте се дупне, сето тоа е трошок кој што треба да се покрие за автомобилот. Кој сака, јавно. Еве, јас ќе му ги дадам сите.